Уште еднаш добро утро секој утро на гледачите што не следат од самиот почеток од 7 часот и 30 минути. Сега следува гостување на господинот Љупчо Трајчев, кој што е магистар по природна медицина, воедно и нутриционист, дефинитивно човек кој што треба да го имаме тука во моментов, затоа што многу читаме и слушаме околу коронавирусот и превентивните мерки кои што треба да ги превзимаме, но немаме многу информации околу храната, па токму на таа тема ќе разговараме. Господин Љупчо, добро утро и добро утро. Ви благодарам што одвоивте време за нас. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе помогнеме на нашите сограѓани и на целата наша држава Република Македонија да се справиме со навидум овој така наречен тежок коронавирус. Меѓутоа не е толку сериозно колку што се крева паника, колку што делува. Така да ќе разговараме нели во текот на гостување што можеме ние да направиме, како да се заштитиме и како да го прифатиме доколку нели го добиеме на некој начин. Да, имаме 20 минути, нова тема можеби 2-3 часа ќе ни треба, но ќе се обидеме да бидеме концизни или јасни. Какво е вашето мислење за моменталната состојба, не само за храната, туку општо за коронавирусот? Па коронавирусот е вештачки направен вирус, како што беше направен свинскиот и птичиот вирус. Значи тој е направен во лабораторија со додавање, одземање, сега да не навлегуваме од тоа, битно да се знае дека е вештачки направен и внесен во Вахуан, во местото во Кина, каде што понатаму се шири. Така да тој ќе продолжи да се шири уште некое време со подигање на температурите. Ултравиолетовите зраци се единствено убиствени за него, така да како меор од сапуница ќе пукне, затоа што тој е термо нестабилен, после 25 степени изумира. Освен тоа сакам да кажам дека вирусите, за сите наши гледачи, дека вирусите не се живи организми, тие немаат ДНК, тие имаат РНК, значи немаат свој систем за дигестија, за дишење. Тие гледаат да се залепат за некое живо ткиво каде што ќе црпат енергијата од самото ткиво и ќе се размножуваат. Впрочем и нашето тело, уште на нашата целата светска медицина се состои од тоа да вирусите и бактериите се наши непријатели, што е тотална грешка. Јас сум магистар по природна медицина, хербалист и нутриционист. Значи, севкупно она што го дава природата, сите растенија, животни, човекот, сите сме ние живееме во симбиоза со микроорганизмите. Дури растенијата својата фотосинтеза не може да ја направат без микроорганизмите. Некаде повеќе од 50% одредени растенија ја вршат својата фотосинтеза заедно во склоп со микроорганизмите. Истото се случува и во човековиот организам. Бебето кога ќе се роди, тоа само не ја вари храната, ја варат бактериите кои што ги создава самото тело. Секоја жива материја е составена од протити, тоа се делови, најмали делови од така наречена жива материја, која впрочем не е жива, меѓутоа го прави сето она што е живо. Ги прави вирусите, ги прави бактериите, ги прави паразитите, габичките. Нашата токсификација во самиот организам создава одредени вируси, бактерии и потоа габички, паразити кои би ги јаделе токсините кои што ние ги имаме во нашиот организам. Значи нашиот организам и нашата крв не е стерилна. Ние сме цело време сме во симбиоза со бактерии, со вируси. Дури некои научни истражувања покажуваат дека 300.000 вируси може да создаде нашето тело како најсовршен биолошки организам кој што постои на земјата. Значи останатите, да речеме растенија, тие немаат потреба од толку, меѓутоа нашиот систем е толку комплексен, меѓутоа она што е најбитно, нашиот организам е тотално совршен. Меѓутоа, проблемот се јавува кога ние имаме токсификација на организмот и кога имаме недоволни хранливи материи за да се одбраниме значи од самите. Според овој дефинитивно нашиот организам е подготвен за овој вирус и затоа најмногу страдаат оние хронично заболени возрастни лица. Сакам да ве прашам околу она што излезе на социјалните мрежи, споменавте дека на 25 степени се губи вирусот. Дали е потребно да се пие топла вода, например? Дали е тоа точно или се само дезинформации кои се шират? Најдобро да се пие вода, најдобро да се пие често вода, затоа што коронавирусот
како вирус не може да опстане во желудникот. Желудникот има 2,5 киселост и тој со со ензимот пепсин и другите киселини што ги содржи, значи го гори вирусот за дел од секунда. Значи единствено место кај што може да опстане е респираторниот систем. Значи тука ги прави тие обструкции поради неговата големина исто така. Значи прави обструкции на самиот респираторен систем, на бронхиите, бронхиолите, алвеолите, кај што се вршат размени на материја. И тоа е проблемот кај хроничните кои што имаат други заболувања, нивниот имун систем е зафатен со решавање на друг проблем и кога ќе го добијат коронавирусот, тие всушност не умираат од коронавирус. Од коронавирус нема починато ни еден човек. Значи сите имаат од други болести што веќе ги имаат претходно. Болести кои веќе ги имаат, меѓутоа организмот кога веќе е во некоја фаза на некоја болест која веќе постои, само коронавирусот го ослабува затоа што веќе тука организмот се подготвува да прави други антитела кај што ја црпи животната енергија и кај што не може да се справи другата болест, значи напредува, борејќи се организмот со коронавирусот, другата болест напредува и настанува смрт доколку е таа сериозна. Така да сите што се здрави потполно не треба да стравуваат. Како обичен грип да сме фатиле и ќе прележиме и ќе се. Ако се направи статистика од сите починати што се впрочем и нема од да речеме од 20 до 40 години нема починат. И тоа ако го споредиме со обичниот грип, многу повеќе умираат од обичниот грип, затоа што обичниот грип прави многу повеќе други компликации, додека корона прави стрикно на респираторниот систем, затоа што во другите средини тој не може да живее. Подоцна ќе кажеме и кој е најдобриот природен лек за респираторен систем, тука ќе демонстрираме и како можат. Да, во интерес на времето ќе имаме секако уште 15 минути ќе го покажеме тоа. Сакам да ве прашам околу храната. Од Светската здравствена организација дадоа мерки што треба да се прави во теков новиот период и да се подготвува термички храната. Можеме ли да објасниме на сите каков е процесот и која храна треба да се избегне плюс во овој период? Ако се избегне месото и да речеме млечните производи, тогаш многу повеќе се подига имунитетот, затоа што знаеме дека месото има потреба да се вари 48 часа, некогаш и повеќе, зависи како е приготвено, како е соджвакано и останати работи, каква е, дали месото е природно, дали содржи, дали е хранет добитокот со ГМО и слично, да речеме ГМО месото кое што е добиено со ГМО соја, има потреба да се вари многу подолго од месото на пример кој што го јаделе нашите предци, да речеме пред 50 на години. Така да животната сила, варењето ја предизвикува црпење на енергијата. Знаеме кога ќе се најадеме нели многу месо или млечни производи или ако ги комбинираме заедно, нас ни треба повеќе одмор да одмориме затоа што се чувствуваме малаксени, затоа што целата енергија оди во желудникот. Во овој период кога е активен период на вируси, да се пијат многу сокови, значи многу цедени сокови, да се јаде многу салата. Природни сокови. Да, салатата што се купува од пазар обавезно да се накисне во оцет и разреден со вода и сода бикарбона, да се остави барем 30 на минути, така се врши и дезинфекција и отстранување на пестицидите, затоа што тие не се врзани за самата салата, не се дел од незе, туку тие се наоѓаат на површинскиот дел, така да оцетот и содата имаат својство да ги отстранат на некој начин, да ги извадат растварајќи ги во водата. Затоа што тие се растворливи во вода, впрочем и тие се раствараат и се прскаат со вода. Така да тој совет им го предлагам на сите, многу сокови, многу вода и она што сакам да го кажам е хидрогенот 3%. Значи може да си набават хидроген 3% во една чаша ваква од 200 мл, се ставаат десетина капки хидроген 3% и тоа да се пие во текот на денот, да речеме по неколку голки. Може да се испијат и 2 чаши за возрастни, не е проблем. На деца помали од 3 години до некаде до 12 години, дозата е дупла. Може да се направи средство за дезинфекција, 3 пати зголемувајќи го количеството на хидроген, каде што се хидрогенот апсолутно губива вирусот. Она што исто така го губува вирусот, тоа е јодот. Може да користат калиум јодид орално, можат во аптеките да најдат бетадине да го испираат грлото.
масла кои што исто така го уништуваат вирусот, не само корона, него сите останати масла. Тоа се маслото од карамфилче, маслото од црно семе, маслото од еукалиптус, рузмарин, маслото од лимон, маслото од темјан. Значи тоа се масла кои што имаат фитохемикалии кои што со кои што не може вирусот да обстане или апсолутно вирусот на некој начин го успива, го убива до одредена доза каде што кога ќе влезе во организмот нема шанси да се развие. Да, потребно е да се внесуваат многу течности и плунката, нели, да не биде суво грлото е многу битно, а Секако. течностите, вода, сокови споменавме на природна база, но да дадеме совети за храната. Која храна би требало да јадеме за да не дехидрираме? Па најдобро е Супи. Храна која што варен зеленчук може да се јадат супи, меѓутоа јас преферирам да се прават и сокови од многу цвекло, морков, да се јадат зелени салати, рукола, марула, сега веќе почнува на пазарот, баш имаме нели доста салати веќе 2-3 недели како се разубави времето, имаме домашни убави салати, значи не се оние од фолии, него од Да, дали можеме да јадеме оние супи што се во кесички? Никако. Значи супите во кесички содржат моносодиум натриум глукамат, кој што апсолутно го срушува целиот имун систем, затоа што ја закиселува крвта, содржи состојки кои што се вештачки и значи никако чипсови, никако вегета, користење мешан зачин со моносодиум, со натриум глукамат, користење на природни зачини кои што не содржат натриум глукамат може да се најдат на пазарот. Освен тоа, никако да не се користи маргарин, затоа што маргаринот содржи трансмасти. Трансмастите придонесуваат за нарушување на целиот имун систем. За да се подигне имуниот систем, на организмот му требаат свежи состојки или варен зеленчук со многу салата, да се избегнува значи користење на месо и сирење. Никогаш да не се комбинира млечни и месни производи, затоа што тука настанува рушење исто на имуниот систем, се одзема многу голема енергија. Значи да јадат полесна храна, да јадат течна храна, може супи секако, домашни супи направени со многу зеленчук, да се користат овошјата, цедени овошја, значи сега имаме на пазарот лимони, грејпфрут, цитрусни, значи исто така. Да се користи исто така, може во 200 мл да се исцеди лимон, половина лимон со половина лажичка сода бикарбона и вода. Така се добија натриум аскорбат, тоа е вид на С витамин кој што полесно се асимилира во организмот за разлика од абсорбинската киселина која што се купува во таблети. И секако големи количества на вода, тука исто би го споменал јаболковиот оцет кој е одличен исто за борба со вирусите. Ова искрено се базира впрочем на сите вируси, не само на коронавирусот, да се помогнеме на организмот. Па коронавирусот е дел од вирусите, меѓутоа тој е земан и малку е мутиран за да може вака да се пренесува. Затоа што вирусите кои што настануваат во нашето тело, тие се извршуваат својата функција и потоа изумираат. Инкубацијата е се она што е интересно, значи сега во моментот ние во Македонија имаме 10.000 луѓе кои што имаат коронавирус во своето тело, меѓутоа при самата инкубација постои имуниот систем си создава антитела. Кој што не ни се покажува подоцна. Нормално, ние сега и овде на бирото имаме сега милиони вируси кои што нашето тело едноставно ги убива затоа што постојат Б и Т келии кои што лимфоцити кои што се практично без информаторите, они кои што прават антитела, те се убиците. Тоа е како да ви кажам, тоа е како цела една армија каде што има курири, известувачи, борци. Нашиот имун систем така функционира. Знае да се избори, знае да се избори, ние сме нонстоп победници со вируси. Меѓутоа многу луѓе нема да развијат коронавирус. Може многу луѓе да заразат некој, условно да го заразат, кој што тие нема да развијат симптом, меѓутоа нивниот близок ќе развие симптом, меѓутоа ни тоа не е опасно. Значи може да се излечи како обичен грип што се лечи само со користење на повеќе
повеќе значи С витамин, исто така Д витаминот, ултравиолетовите зраци се убиство за коронавирусот и за сите вируси. Вирусите не можат да живеат под влијание на ултравиолетови зраци и Д витаминот е исто така многу битен. Д витаминот знаеме дека е антиканцер витамин, тој го подига целиот имун систем. Д витамин најдобро се добива ако 10 минути сме на сонце, дури и сега вака кога е, значи може да се отиде на водно, горниот дел од телото го соблечеме, 10 минути од едната страна, 10 минути од другата страна и да имаме потребната количина на витамин Д. И времето и да не убаво носиме се на стоплува. очила за сонце, многу битно, пошто абсорбцијата на Д витаминот е најголема овде околу очите. Тука се абсорбира најголемото количество на витамин Д. Да, дали треба да се разликува исхраната помеѓу овие хроничните болни лица и возрастните и младите? Оние што не се нели во опасна зона еве како јас, како вие, и оние што имаат над 70 години, дали треба да се разликува исхраната? Па вака, доколку некој знае дека веќе има коронавирус или било кој вирус, јас советувам апсолутно да почне да се апсолутно 80% од исхраната да биде значи на сокови, на смути и евентуално навечер една салата. Преку целиот ден да се користи сокови и смути, во салатата може да се стави навечер една рака ореви, бадеми, лешници, меѓутоа преку целиот ден, така верувам дека за 3-4 дена, не верувам, него го знам тоа од собствено искуство и од искуство на мои блиски, дека за 3-4 дена било која настинка грип поминува, затоа што директно се искористуваат хранливите материи во желудникот, се варат многу брзо и се искористуваат за создавање на тој имун систем. Зошто купуваат тогаш луѓето најмногу брашно? Купуваат од страв дека ќе се затворат продавниците и дека ќе нема доволно храна, меѓутоа брашното е основен извор нели на исхрана, на лепи со брашно може да се направи многу лепи, тоа го сваќаат како најдобра инвестиција доколку се случи нешто, тие да бидат обезбедени. Да, има ли потреба да се прави такво нешто? Еве вчера буквално на социјалните мрежи гледавме слики од испразнети маркети од нашиот народ со зејтин купување и конзервирана храна и брашно. Има ли потреба за такво нешто? Нема потреба да се прави тоа, како што реков, еве сега температурата кога ќе порасне, значи коронавирусот ќе исчезне, нема да постои. Знаеме дека тој не може да постои во топливе земји кај што температурата е висока, ние ни немаме коронавирус затоа што не може да екзистира таму. Доказ е и Малезија покава држава каде што досега мислам дека еден или ни еден случај нема. Споменавте нешто како мини рецепт за ова, дали може да не демонстрирате сега зашто она што сакам да го кажам, други природни состојки кои се добри против вируси, тоа е антивирусната соединение кој што го прават пчелите, тоа е прополисот. Исто така прополисот може да се користи за испирање на грлото, да се пие, да се прави инхалација со него, значи да се капнат неколку капки во вода и да се прави инхалација. Она што е најинтересно, што сакам да го кажам, гледам дека немаме уште многу време. 5 минути. Немаме уште многу време, тоа е една состојка која што е дефинитивно најдобра за заболување кога се однесува за респираторниот систем, тоа е црното семе. Тоа содржи многу фитохемикалии кои што најдобро делуваат на целиот респираторен систем, содржи тимохимон, една состојка која што го подобрува целиот респираторен систем и ги убива сите вируси, бактерии, патогени кои што веќе се залепени таму и кои што предизвикуваат обструкции и не дозволува значи инфицирање на самиот систем респираторен. Така да маслото од црно семе е многу добро затоа што тоа е имуномодулатор. Имуномодулатор значи дека ги поттикнува оние Б и Т кели кои што го составаат целиот имун систем и се многу битни за нашиот организам. Сега за сите што не можат значи да си набават
масло од црно семе. Јас ќе покажам на еден начин како можат тој тимохимон да го активираат и другите фитохемикалии многу едноставно и со мала количина на црно семе и тоа да го вдишуваат, тоа може да си го носат и со себе, така да на тој начин може да се заштитат од коронавирусот. Причем го носите вие во моментов, начин како да го носите и вие. Можеме да демонстрираме, ова е црното семе, можеме да направиме, значи тоа е многу едноставно, може би делува вака смешно, меѓутоа Може крупен кадар режија да гледаме убаво. Меѓутоа е многу едноставно, така што се зема мал дел од, јас ќе ти презентирам на тебе и ќе да ја мрднеме за убаво да гледаат така. Ето така, супер. Вака сега може насловите да ги браво режија. Зимаме дел од црно семе, во ткаенина може да биде и памучна и било каква, значи мал дел, тоа е некаде половина лажичка. Го правиме вака како топче. Иначе ова е многу стар рецепт, ова го имам научено во Мароко пред неколку години, стар е повеќе од 5000 години. Добро. Маслото од црно семе е пронајдено во гробот на Тутанкамон, значи кој што е во музеот во Кајро. Сега вака кога ќе се направи ова топче, да речеме од црно семе во ткаенина, добро е да е памучна, се трие од раката. Добро. Кај што се постигнува, да речеме, некоја температура околу 60 на степени, ќе осетиме жежење во самата рака. Добро е, може и да се врзе со конче, со некој да се носи во, веќе почувствувам жештина, сега ќе ти демонстрирам на тебе. Добро. Едната ноздра затнија и влечи длабоко колку можеш. Да, чувствувам печење, минимално печење, тоа прави дезинфекција и самите фитохемикалии се лепат на целиот дигестивен систем, на дигестивен респираторен систем. Ајде да одиме со другата страна. Ова може да го пробат. Не прочисти, да. Просто е за неверување. Љубов мирисе. Прв пат кога ми го презентираат, ова некаде околу 5-6 сата ќе го имаш тоа чувство и ќе почувствуваш како полесно можеш да дишиш. Чувствам на белите дробови веднаш. Значи тоа директно влегува фитохемикалијата во самите алвеоли кај што се вршат размена. Ова вака и сега врзано со некој конец најдобро, може во джеб да се носи и да се прави ова 3-4 пати дневно. Може делува смешно, меѓутоа природата и црното семе е чудо, затоа што веќе има над 200 студии, дури 96-та година Америчкиот институт за јавно здравје маслото од црно семе го препорачува како средство во борба со сите оние што имат што биле на хемотерапија да го користат затоа што е имуномодулатор, како што кажав, го подига имуниот систем и полесно го чисти организмот. Да, и каде да се набави ова? Во било која продавница, во аптека, Ова може да се набави во продавниците за здрава храна. Добро е да се користи и црно семе. Црното семе се дозира за возрастни, може 3 пати дневно по пола лажиче, а може и за деца од 1 година до 12-14 години, со тоа што децата од 1 година зимаат по 1 капка. Добро. Како е бројот на годините, толку се и капките кои што може да се стават во лажичка мед и да се користат за да се направи таа имуномодулација во самиот организам, да се подигне имунитетот, освен она што сите го знаеме дека треба да внесуваме витамини, одредена храна. Исто така цинкот е многу значен, да се користат во салатата што ја споменав по една голема рака семки од тиква кои што содржат цинк. Цинкот исто придонесува во формирањето на одбранбениот систем како дел од самите овие што ги споменав Т и Б лимфоцити, тоа е составен дел од нив и така доаѓа до полесно нивно формирање заедно со останатите природни состојки. Супер, да, кажавме дека на оваа тема можеме да зборуваме неколку часа. Во интерес на времето да ќе морам тука да ви се заблагодарам. Се надевам дека ова ќе помогне на многу луѓе. Ова е фантастично нешто. Јас неколку пати имам на пријатели, блиски мои, имам решено проблеми кои што ги имаат
со респираторници. Да, инаку еве стојам на располагање за сите оние кои што имаат прашања, сакаат нешто да им помогнам. Мојот Facebook профил е отворен, може таму да поставуваат прашања. Мојот Facebook профил е Љупче Бубе Трајчев. Така. Веќе неколку пати тука сме го споменале во емисиите порано што ги имавме со Ивана во Алфа Ординација. Значи може слободно, доколку нешто ги интересира, да ме прашат, јас сум тука да помогнам. Значи сето тоа јас не наплаќам ништо, да не мислат дека ова е нешто комерцијално или реклама. Тука сум да јас го верувам споделам. дека и ќе треба не само да ве информира така, туку и ние ќе ве информираме да дојдете, па може би една емисија ќе направиме со вклучени телефонски линии, бидејќи коронавирусот нема да заврши ниту утре, ниту до понеделник. Најбитно на крај, она што сакам да го кажам, значи не се само сите чаеви, да речеме билки и сето останато храна. За нашиот имун систем најбитно нешто е да не сме под стрес. Кога сме под стрес, имуниот систем не може да работи. Најдобриот, затоа што се создава кортизол, хормонот за стрес, и се создава адреналин. И тогаш нашиот организам не е спремен да произведува самиот имун систем да почне да ги произведува својата одбранбена војска, која што ја кажав. Најголем стимулатор на тоа е окситоцинот, тоа е хормон кој што се создава при гушкање. Например, вие детето што го сакате, кога ќе го гушнете неколку секунди, ќе вас се лачи окситоцин. Не само ќе вас, и кај детето. И нормално, исто така морам да кажам, дека окситоцинот највеќе се влачи исто при водење љубов, така да мислам тоа е реално така да луѓето треба да се сакаат, мислам и она безусловна љубов, да нема гнев, да нема да има љубов кон не само кон кон луѓето, него општо кон животните и љубов кон животот, така да тука имуниот систем. И она теза водете љубов, а не војна, дефинитивно треба се мисли. Господин Љупче, ве благодарам за одвоените минути и благодарам и вас на поканата. Гледав колку можам сега во овој краток период да помогнеме. Се надевам дека помогнавме и дека ќе помогнеме на многу. Секако ќе бидеме во контакт и ќе треба да се разговара на оваа тема, ќе ни се налутат флеш вестите.